Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Катастрофата на Хаити беше страшна. По бурата, карпи паѓа од планината во долината и го затрупаа целото село. Тоа како живееше Тифам. Но Бог и го спаси животот. Во мисијската болница Тифам брзо закрепна. Медицинските сестри ја засакаа Тифам и се радуваа на незиното заздравување. Сега ти е подобро, Тифам. Ќе сакаш ли да научиш да читаш и да пишуваш? Да, сакам. Но јас се плашам од таа книга. Не треба да се плашиш од Библијата. Во неа пишува дека Исус ги сака децата. Потоа Тифам секој ден одеше во мисиското училиште. На часовите по религија таа ги затвораше ушите, но понекогаш помалку слушаше. Таа не разбираше на што мисли учителот кога вели Божјо дете. Брзо ја зграбчија мајлијата што ѝ беше обесена околу вратот. Некои девојчиња и се смееја. Тифам се исплаши и плачеше додека бегаше од училницата. Тифам, зошто плачеш? Не разбирам. Како можам да станам Божјо дете? Во Библијата пишува дека секој кој верува во Исус и го замоли да биде Господ во неговиот или нејзиниот живот, тогаш таа личност е Божјо дете. Татко ми ќе ме казни ако го направам тоа. Се плашам. Ќе се молиме за него и тој еден ден да поверува во Синот Божји. Тифам се охрабри и се молеше. Господе Исусе, јас верувам во Тебе. Прости ми за гревовите и дојди во мојот живот. Сега ти си Божјо дете и Исус е секогаш со тебе. Јас сум Божјо дете. По извесно време, татко и дојде да ја земе. Нејзе беше дадена Библија како подарок при заминувањето. Татко и сомнително ја погледна и молчеше додека се вратат дома. Дали и ти веруваш во тој Исус? Да, тато, јас сум Божјо дете. Те молам, прифати го и ти Исус во твојот живот. Во Библијата пишува дека кога ќе го направиш тоа, ќе станеш Божјо дете. Тифам не успеа да продолжи. Татко ја зеде Библијата од незините раце, ја искина на 1000 парчиња и ги пушти да летаат со ветерот. А потоа, во следната драма, ќе дознаете што се случи. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!